Битола има застарен генерален урбанистички план кој не е обновен 25 години и не ги задоволува современите урбанистички потреби на градот кој се проширува, се гради неплански, што има влијание врз квалитетот на животот. Околните ридови кои некогаш беа рекреативни зони сега се преполни дивоградби. На секој чекор никнуваат изгради. Општина Битола веќе отпочна активности за изработка на новиот ГУП, а на работилниците што се одржуваат деновиве, експертите од архитектонскиот факултет ги презентираа 7 влезни студии за изработка на генералниот урбанистички план. Изработката на новиот генерален урбанистички план е процес кој што требаше многу одамна да започне. Знаете, предходниот веќе има скоро или повеќе од 20 години, а се работи за еден стратешки документ кој што определува всушност иднината и начинот на кој што и градот и општината ќе се развиваат. После ова ќе следи завршницата која што е всушност стратегијата за одржлив развој на Битола, која што треба да ги даде и главните насоки во кој правец и општината и градот би се развил и кој што треба да обезбеди одржлива и се надевам поубава иднина за градот. Според Анастасија Трајковска, национален урбан експерт, не може да се планира развојот на Битола со проекции предвидени пред 25 години во стариот генерален урбанистички план од 1999 година. Долго време се надминати програмските определби на овој план и време е да донесеме нови развојни визии за нашиот град. Бројот на жители во градот, миграцијските движења, економските потреби, социјалните потреби, културните потреби, сите тие основни функции кои чинат одржливост на еден град се драстично променети во овој период од 20-30 години од кога што беше направена проекцијата на претходниот град. Ние не можеме да планираме развој на градот со предвидени проекции од пред 30 години. Условите се целосно сменети. Новиот генерален урбанистички план ќе треба да ја опфати и населбата Бајр, каде претежно живее ромско население, а чии делови досега не беа опатени со урбанистичките планови, беа неурбанизирани со дивоградби. Преку проектот Бајр, здружена акција за вклучување на ромите, во чии рамки се одржаа и работилниците, се подготвуваат и 3 детални урбанистички планови за површина од 30 хектари од населбата Бајр. Оно што е битно е дека населба Бајр, нели каде живее доминантен дел на ромската заедница во град Битола, нема детален урбанистички план од 98 година, што значи дека повеќе од 2 децении тие не се упатени во урбанистички рамки. Токму затоа проектот изделува 144.000 евра за изработка на влезни студии за ГУП, бидејќи исто така генералниот урбанистички план на Битола, значи тековниот сега е од 99-та, значи за да може проектот да влијае на урбаната компонента, на инфраструктурата на домувањето и на урбанизмот во населба Бајр, мора да се преземат вакви чекори, односно да се изработат влезни документи кои се услов за генерален урбанистички план, односно за една стратешка визија за развој на градот, а со тоа и нормално развој на ромската заедница и подобрување на условите и квалитетот на живот. Градоначалникот Тони Коњановски рече дека ова прашање е многу значајно за градот, а со генералниот урбанистички план ќе бидат опатени сите можни аспекти кои ќе одговараат на современите потреби и ќе бидат во согласност со законската регулатива.